Време е да се воведе ред во руинираниот македонски правосуден систем преку коренити промени кои ќе значат почеток на крајот. Дециден е председателот на владата Христијан Мицкоски, кој најави итни реформи во правосудството. Според него, кочница за разрешување на членовите во судскиот совет е законот и затоа тие не можат да бидат разрешени. Но борбата за промени ќе биде со јавниот притисок, вели премиерот. Новите членови ќе се бираат според законот кој што во тој момент е во сила. Сега, ние не можеме со претпоставки да водиме политика, мораме да водиме политика врз основа на параметри кои што се дел од реалноста. И ние ја прифаќаме таа реалност таква каква што е. Инаку кои се оватките, да нема дилема, оватката е јавноста. Се бориме јавно, вистината е најпрецизна во јавноста, ќе се бориме со јавноста. Ценам дека јавноста не е задоволна од работењето на овој судски совет, од овој состав на овој судски совет и мислам дека нема подобра оватка од јавноста. Премиерот ги повика сите парламентарни политички партии заеднички да работат на реформите во судството. Во фокусот на промените ќе биде и Советот на јавни обвинители. Чекор по чекор ќе следат многу реформи. Јас никогаш не би сакал да зборувам со повисок тон или па да се заканувам што ќе следува, но да се случат прво работите, па потоа ќе ги коментираме. Тој е начинот на кој што ова влада функционира внимателно, чекор по чекор, тивко, без многу помпа, без многу најави, без многу закани да си ги завршуваме работите. Владачката партија заедно со парламентарното мнозинство пред 2 дена и официјално ја поднесува иницијативата за разрешување на 5 члена од судскиот совет кои се избрани од парламентот. Судството кое ужива само 2% доверба е мета на критики и на јавноста и на експертите и на меѓународните институции, а токму судскиот совет е една од институциите за чии сериозни недостатоци Европската унија постојано предупредува. Според власта, овие забелешки се од клучно значење за процесот на реформи во правосудството и напредокот на Македонија. Затоа решавањето на овие предизвици е неопходно за враќање на довербата во судскиот систем и за соцврстување на владењето на правото.